Има повеќе фактори кои што играат улога нели во овој процес и на оплодување и подоцна на развој на ембрионот. Може да ги спомнеме, значи пред се зависи многу температурата, зависат медиумите со кои што се работи, зависат гасовите, значи зависи целата техника, односно инкубаторите, значи зависи техниката на работа на самите ембриолози, времето во кое се извршуваат одредени нели процеси и постапки во самата лабораторија. Сето тоа доколку не се запази, доколку не е нели контролирано, може да дојде до доведување на анеуплоидија кај ембрионот. Често пати знаеме да кажеме дека бројките и годините не се битни, не се важни, без оглед што целиот живот ги поминува во броење и во пребројување. Милена бројка секако е седмица, седумка на лото, меѓутоа никој од нас не знае дека најбитниот број за целото човештво е бројот 46. Во овој подкаст ќе зборуваме за еуплоидните ембриони со нашиот игролог Мимоза Аџикрстева. Добро ни дојдовте во вашиот подкаст. Добро ве најдов во нашиот подкаст, би рекла. Долго време го водите овој подкаст, така да дефинитивно сте дел од него. Чест ми е повторно да разговарам со вас и со нашата докторка Татјана. Така е, доктор Гржанова, ќе зборуваме за нешто многу битно. За нешто многу битно, ќе ти простиме ако правиш грешки. Така да нема да сечеме, монтираме, лепиме, заради тоа што е нормално некој што не се бави со оваа работа и во оваа област, пошто ова е многу специализирана работа, значи ова е нема дури врска ниту толку многу со медицината, со гинекологијата и акушерството, колку со генетиката, така да оваа тема е за нешто што е наша суштина. Така, јас ќе поставам прашање како секој гледач кој го од каде што сите ние почнуваме со точно одреден број, бројките како што кажа не одредуваат, нели? Фамозни 46, 23 плюс 23. Ето објаснете за почеток, можеби зошто е таа бројка цифра многу битна за човештвото. Така да, како што и во претходниот подкаст нели објаснивме што е тоа еуплоиден ембрион, тоа е ембрион кој што има 46 хромозоми, од кои едниот пар го одредува полот, XX, нели женски хромозом, женски ембрион или женски организам, а XY машки ембрион или машки организам. Пола од хромозомите ги добива од јајната клетка, односно од мајката, а другата половина од хромозомите ги добиваме од таткото, тоест од сперматозоидот. Сите клетки во нашето тело се диплоидни или ги содржат тој број 46, нели XX или XY, а само половите клетки, како што се сперматозоидите и јајните клетки се хаплоидни, односно го содржат пола од тој број, заради тоа што треба да ја направат мешавината, коктелот, кој што не прави после тоа единствени, уникатни, прекрасни, кога нели ќе дојдеме на овој свет. Така, животен коктел. Што се случува зад кулисно во вашата лабораторија со ембрионите? Како тоа може да им објасниме на нашите следбеници и гледачи? Да би вовела тука, значи тука повеќе ќе ти помагам во оваа емисија. Би вовела тука да што претходно зборувавме за што е нели ембрионот, кои се факторите животни навики, возраст, средина животна, кои што може да влијат на тоа дали ние создаваме еуплоидни или анеуплоидни ембриони, но кога имаме еден инвитро процес, тука мора да спомнеме дека огромна улога во тоа колкав е процентот на еуплоидни ембриони зависи од лабораторијата. Значи, лабораторијата е срцевината на еден инвитро процес или еден инвитро центар, токму заради тоа што колку подобра лабораторија, толку поголема шанса да имаме еуплоидни ембриони и толку поголема шанса да имаме успешна бременост. Јас и тука би нагласила дека дури до 70% успешноста на инвитрото зависи од тоа дали ембрионот е здрав или еуплоиден или има таа фамозна бројка 46. И исто тоа го спомнавме во претходниот подкаст, но нели да нагласиме и повториме дека многу има улога со возраста. До 30-та година некаде 50 до 70% од тие ембриони се еуплоидни, после тоа некаде околу 35-та година, тоест од 35-та до 40-та година веќе паѓаат на 30 до 40% еуплоидни ембриони,
а над 42-та година и под 10% на еуплоидни ембриони. После не биле годините битни. За жал, немаме начин како да го победиме и надмудриме времето. Доктор Балтазар, што се случува во лабораторијата? Во лабораторијата секако дека има голем дел во однос на создавањето и развојот на самите ембриони. Секако голем дел во тоа дали ембрионот ќе биде еуплоиден зависи од возраста на жената, од нејзините јајни клетки. И возраста на мажот? Да, зависи дел и возраста и на мажот и од сперматозоидот, меѓутоа има еден дел кој што зависи од лабораторијата. Значи лабораторијата може директно да влијае дали ембрионот би бил еуплоиден или анеуплоиден, односно дали при делбата на ембрионот би се запазил тој број на хромозоми 46, дали делбата би била правилна. Има повеќе фактори кои што играат улога нели во овој процес и на оплодување и подоцна на развој на ембрионот. Може да ги спомнеме, значи пред се зависи многу температурата, зависат медиумите со кои што се работи, зависат гасовите, значи зависи целата техника, односно инкубаторите, значи зависи техниката на работа на самите ембриолози, времето во кое се извршуваат одредени нели процеси и постапки во самата лабораторија. Сето тоа доколку не се запази, доколку не е нели контролирано, може да дојде до доведување на анеуплоидија кај ембрионот. И тоа е стандардна постапка која спроведувате вие? Стимулација, значи така по протокол ја кажувате формулата, сега не издавајте. Да. Формула за рецепт за ние се придржуваме до сите мали детали за да нели не дојдеме до тоа е стандарден протокол на нашата клиника до кој што лабораторијата строго се придржува на тие. До секој еден детал, значи од времето, од сите услови, значи температурата, гасовите, дури вработените внатре нели во клиниката не би можеле да имаат пристап нели со цел да не дојде до загадување на самата лабораторија, така да до секој еден мал детал се грижиме и го контролираме за да имаме добри резултати. Со добри резултати мислиме ембриони кои што ќе бидат еуплоидни, кои што ќе дадат бременост. Значи таму е светото место, храмот. Таму е храмот и тука баш една мала подсетување. Значи во самото инвитро ако е еуплоиден ембрионот не значи дека и 100% имаме успешност. Рековме дека до 70% во еден инвитро процес зависи од еуплоидниот ембрион, но сепак оставаме 20 до 30% и на други фактори како што е нели самата матка, рецептивност на ендометриум со сите други пропратни ултразвучни карактеристики на ендометриумот, хормонскиот баланс нели за да доведе до рецептивност на матката, тоест нивото на прогестерон пред трансфер и така натака. Значи сепак зависи најголемиот процент од успехот од тоа дали е еуплоиден ембрионот, но има нели нормални други фактори, да појасниме на гледачите заради тоа да не излезе овој подкаст дека ние се фиксираме само на тој еуплоиден ембрион. Значи да е совршено направено избалансирано лабораториски, сепак зависи како понатаму во процесот на носење на тој ембрион, мајката и сето тоа може да го реализира. Да. Сега може да ни каже, например, кои се и други фактори од лабораторијата, кои што се, да речеме, некои нови техники во медицината, односно во инвитро лабораторијата, што помагаат да ембриолозите селектираат здрав еуплоиден ембрион. Дефинитивно техника која што нели во денешно време се користи за да точно знаеме дали ембрионот е еуплоиден, е PGT. Со таа техника, значи се зима дел од ембрионот кој што се испраќа на генетско тестирање. Од кога ќе стигнат резултатите, знаеме ние дали ембрионот значи е еуплоиден или пак е анеуплоиден, дали има некоја мутација, дали има значи некоја анеуплоидија која што понатаму не би дозволила тој ембрион да се развива или да се имплантира. Тие ембриони значи понатаму не ги враќаме со трансфер, значи едноставно се немаат потенцијал за развој. А дали може комбинација од употребливи и неупотребливи? Значи, таков некој има процент на ембриони кај што може да се појави мозаицизам, каде што би имало нели дел од клетките кои што се со добар број на хромозоми и дел кои што се нели со промената ДНК, со не можеби некоја мала мутација. Сега ембрионите секако имаат и некој дел механизам кој што можеби подоцна тоа ќе го залечат, исправат во самиот ембрион.
Ние сепак одредуваме, односно со таа техника се одредува значи делот трофектодермот на ембрионот, само тој дел кој што се испраќа за анализа. Секако секоја од техниките има некој лимитирачки дел. Така да само на тие клетки нели се прави анализа и врз база на тој резултат ние донесуваме заклучок за целиот ембрион. Но важно имате пресек, има резултати, може да се каже на пациентката. До сега тоа е значи единствената техника која што со сигурност може да ни покаже, со најголем степен на сигурност може да ни покаже дали ембрионот нели е еуплоиден. Што е многу битно, значи имате една обсервација, увид во понатамошниот тек. Доста е техниката е инвазивна, значи сепак се работи со ембриони кои што и морфолошки значи ги задоволуваат критериумите. Сепак за да имаме еден добар ембрион не е само генетиката, сепак тој треба и да се развива, значи да има добар изглед, да има добра делба, значи да следи еден ритам на делби, односно тоа е неговата морфогенетика, значи дел каде што ембрионот следиме и како се развива, меѓутоа и со која брзина се развива. Доколку неговите делби, брзината на развој, значи ги исполнуваат условите, достигнува одредени фази во одредено време, ние кажуваме дека ембрионот е со добар развој, односно има добра морфогенетика. Од друга страна пак не е генетиката, која што и покрај тоа што доколку ембрионот добро се развива, можеби генетски нема да биде добар. Така да тие се два сегменти со кои што ние се обидуваме да, нели, дознаеме како се развива ембрионот, да оцениме кој ембрион е со добар развој, кој ембрион е со послаб развој, дали тој со послаб развој ќе почекаме, ќе видиме, ќе проследиме и понатаму како се одвива, за да знаеме да го вратиме нели со трансфер или пак да го замрзнеме. Да знаеме дали да направиме генетско испитување, во кој момент да го направиме тоа генетско испитување, може да се направи на 5-тиот ден од развојот, можеби на 6-тиот ден. Така да тие се некои клучни моменти каде што и ембриологот има доста голема улога во селекцијата на ембрионите. Тука ние можеме да кажеме, односно конкретно Мими е задолжена, задолжена за имплементирање на artificial intelligence во нашата лабораторија и она е еден од креаторите нели на таа програма, така да може да и многу ни помага таа програма за селектирање на ембрионите, на еуплоидните ембриони према нивните морфолошки карактеристики во одредено време, тоест така наречена морфогенетика, може да ни објасни подетално на кој начин ќе помогне вештачката интелигенција во селектирање на здрав ембрион и во одредување на процентот на успех на тој инвитро кај тој пар. Ете, малку да ја пофалиме, а и постојано ја кудиме дека не е добра, особено ние во литературата, дека ни го зема приоритетот за читање книги, се оди со вештачка интелигенција, па да видиме дека навистина да, веројатно голем дел од работата и на нас во иднина ќе ни превземе, меѓутоа ние гледаме нели позитивната страна во тие детали кои што ние можеби не можеме тотално да ги нели до секоја ситница да ги видиме, па имаме голема надеж во вештачката интелигенција дека ќе ги препознае овие детали, што до сега се и поставило дека е така. Значи, моментално во нашата лабораторија имаме инкубатор кој што има камера и постојано го следи развојот на ембрионите. Од тие слики, од тие видеа, системот е поврзан значи со вештачка интелигенција каде што детектира точно во кој момент настануваат промените на делбите на ембрионот, какви се тие, дали се правилни, дали се во одредено време и може да препознае дали ембрионот добро се развива или нели не се развива добро. Да, може да препознае кој ембрион би имал потенцијал понатаму за имплантација. Таа камера е вклучена постојано 24 часа дења ноќе. Да. Така да постојано се работи на ова поле, има доста нови истражувања, доста новитети во самата област и доста голем напредок има. Значи, моментално е стигнато на тоа ниво да вештачката интелигенција подобро препознава од самите ембриолози кој ембрион ќе стигне до бластоцист фаза. Што е голема помош. Тоа е доста голема помош, да вие знаете од првиот ден дали тој ембрион би стигнал до развој до 5-тиот ден до бластоцист или не би стигнал. Потоа се работи да препознае дали би се имплантирал, да препознае дали би бил еуплоиден ембрионот. Тоа се уште тие фази се во развој, меѓутоа верувам дека во иднина ќе се достигне и тоа ниво. Тоа е многу добро заради тоа што самата таа техника е ќе биде многу подостапна за пациентите. Ќе биде многу достапна и за ембриолозите, затоа што ние сите сме малку субјективни при нашиот избор, зависно од нашето искуство.
И така, меѓутоа, ова нема да биде субјективно, значи ќе биде исто еднакво за секој еден ембрион, без разлика, нели, колку ембриони би имала пациентката, без разлика на незините, нели, желби, дали сака да заврати 1-2, да се замрзне и слично. Така да, мислам дека ќе има доста добра предикција за воиднина, за кој ембрион точно да се врати, за да се, нели, постигне успех. Па претпоставам дека ќе се усоврши и да се полот да се препознае во зародиш. Па по нарачка, машко или женско? Тоа веројатно да, значи веројатно ќе треба повеќе студии, значи ние сме сега на почетокот, пак ќе нагласам Мими една од креаторите на таа вештачка интелигенција во ембриологијата. А јас сега ќе умфрлам Корчагинка, не е Баш случајно. така, да, она и покрај тоа што е сладка, е исто таа уште повеќе умна, да. И токму тоа сега и работиме на усовршување, паралелни, значи докази од генетско испитување на ембриони заедно со предикцијата на artificial intelligence и можеби до некаде се повеќе и повеќе ќе дојдеме до утаначување и дури да дојдеме до стадиум и до фаза кога вештачката интелигенција ќе ни каже кој е здрав еуплоиден ембрион без да се прави таа инвазивна техника, односно PGTA. Значи без да се зема парче од ембрионот, туку само врз основа на морфогенетиката или можеби и врз основа на метаболомите и протеономите, односно излекување на материјал од самиот медиум во кој што ембрионот, пошто сега тоа се уште тој процес на PGT, генетско испитување на продуктите од ембрионот во медиумот, но не е толку точен како кога би се правил конкретна биопсија на ембрионот, но можеби заедно со вештачката интелигенција тоа би довело до иста предиктивна вредност како и кога би се правела ова инвазивна или биопсија на ембрион за да се испита генетски. Заради тоа зошто тоа го нагласуваме, затоа што при биопсија на ембрионот некогаш може и да се оштети ембрионот, посебно онаму каде што не се доволно добро обучени за да работат со таа техника. Зборувам генерално. Нас не ни се случило заради тоа што сме поминале, односно ембриолозите поминале обуки пред да почнат да го аплицираат ова на реални пациенти, но сепак има секогаш ризик да се оштети ембрионот при ова биопсија на ембрионот. Значи вештачката интелигенција заедно со други споредни неинвазивни техники може да ни даде еднаков одговор како и нели биопсијата на ембрионот и потоа генетско испитување на тие биоптирани парчиња. На софистициран начин, на многу поелегантен, без на многу поелегантен начин, проблеми за ембрионот. Едно лично прашање. Дали да бирате факултет повторно би одбрале вашиот и повторно би работеле ваа работа? Мислам дека да. Со љубов, така мислам дека ја работите со љубов. Сега и да би го завршила овој факултет, нели секако има доста широки области во кои што би понатаму можела да се насочам, меѓутоа инвитрото има многу голема среќа. И многу благородна. Има многу голема среќа и уште имам таа среќа веројатно да го работам ова и многу ми е големо задоволство што има и доста напредок во ова поле. Има постојано нешто ново да се работи, така да многу ме исполнува. На човештвото, многу благородна работа. Е благородна работа, иако можеби ние не сме толку во контакт со пациентите, ние повеќе со ембрионите сме, меѓутоа во целина секако дека е можеби најблагородната работа. Така да најверојатно да би го избрала истото да го работам, истото да се бавам. И веројатно и тоа го избирам секој ден. Така е. Сепак ние одлуките ги носиме секој ден. Да, така е. Доктор Божанов не ни прашам, затоа што знам дека оваа работи со посветеност стил живот и дека никогаш не би го сменила овој живот. Никогаш и не би ја сменила оваа професија за ништо. Можеби кога ќе се пензионирам, ќе се бавам со земјоделие, така да немам контакти повеќе со луѓе. Ниту пациентите би те смениле, докторке. Така да, но додека сум на нозе, додека сум во работна кондиција, апсолутно ова е тоа што ќе го работам, го сакам да го работам. Се будам со него, легнувам со него, така да тоа е мојата обсесија и мисија. И гледајте ги овие подкасти и мислам дека космосот им должи на овие луѓе затоа што прават нешто за во иднина, што би рекол Мисирков, за однапред.